Како и од кои извори се информираме за своето здравје, веројатно е едно од поважните прашања во животот. Врз основа на тие информации, ние честопати носиме важни одлуки за своето здравје и така го одредуваме ризикот од одредени болести. Да се биде добро информиран, всушност значи и да се биде поздрав. Иако прашањево е толку важно, тоа не значи и дека е лесно, правилно да се информираме. Сосема напротив. Денес има многу начини да стасаме до погрешни, па дури и до опасни непроверени податоци. Прво, најчесто изворот е на интернет, каде понудата е огромна и не е лесно да се направи разликата помеѓу што е точно, а што не. Второ, дури и ако наидеме на вистинскиот извор, многу е важен начинот на кој се интерпретираат тие информации. И трето, силниот маркетинг знае многу пати и намерно да внесе забуна, со единствена цел некои производи подобро да се продаваат, без разлика како влијаат на нашето здравје. Информирањето за здравјето се чини и не е така едноставно. Затоа вреди да се инвестира во личната здравствена едуцираност. Јас, како магистар по јавно здравје, посветен на влијанието на животниот стил и исхраната врз здравјето, во соработка со невладината организација Линкакрос, ќе ви понудиме серијал на кратки видеопрезентации во кои ќе ги допреме најчестите прашања на современите болести и нивните врски со исхраната и животниот стил, како и со јавното здравје. Срцевите и мозочните удари, дијабетот, малигните болести, сите се силно поврзани со нашите навики и можеме да го намалиме ризикот од нив. Ние, повикувајќи се на релевантни препораки и студии, ќе се обидеме да бидеме вашиот доверлив извор на информации за вашето здравје. Така се промовира доброто здравје, така се превенираат болестите и така се создава поздрава нација.